Договорот за добрососедски односи меѓу Македонија и Бугарија можел да предвиди подобри решенија за пеглање на разликите и спорните прашања меѓу двете држави, сметаат експертите. Професорот од УГД Страшко Стојановски вели дека научните институции можеле да ја превземат работата на комисиите, бидејќи тие имале можности во рамките на својата работа побрзо и полесно да изнајдат заеднички прифатливи решенија. Очигледно дека треба да бидат внимателни, меѓутоа не верувам, не сум убеден дека ова е најсреќното решение. Можело да се реши ова и на друг начин. Зошто можело да се реши на друг начин? Комисијата, очигледно дека се формира уште една комисија, нели она тело кое што ќе го водат министрите на двете држави, заседава најмалку еднаш годишно, исто така и ова комисија ќе подготвуваат извештаи и ќе се гледа напредокот. Комисијата очигледно треба да пегла одредени историски настани, условно кажано, односно да наоѓа некакви флоскули кои што ќе ги поврзуваат двете држави, а нема да ги разединуваат, што е возможно, меѓутоа мислам дека не треба да се прави на ваков начин, туку постојат соодветни научни институции и во Република Бугарија и во Република Македонија, се знае како научно се обсервираат, се дискутираат прашањата и како се доаѓа до некакви решенија, тоа треба да го прават научните институции на двете држави. Се сеќаваме, пред неколку години имаше иницијатива и имаше добра работка, например, помеѓу Македонската и Бугарската академија на науките. И тоа е просторот во кој што може да се дискутира, или соодветни научни, историски и образовни институти во Република Македонија и Република Бугарија. Која ќе се не мора да бидат тоа комисии, туку тоа се прави на меѓународни настани, конференции, се организираат специјално ако треба билатерални настани, чествување на одредени личности од историјата или настани, кај што се дискутира и може да се дојде до соодветни решенија, а потоа, бидејќи сепак носители на суверенитетот се самите граѓани на посебните држави, не треба да се наметнува од ваква билатерална комисија како треба да изгледаат учебниците, туку тоа треба да си го направат самите министерства во двете држави како дел од нивните политики. Стојановски смета дека корекциите во учебниците не се неосновано барање, но наместо за наставните содржини да одлучува комисија, тоа можело да се остави на Министерствата за образование на двете држави, кои што и ги изработуваат наставните програми, а забелешките да ги даде академската заедница. Од тука академската фела и не може да има некоја поголема одговорност, одговорноста пак ќе дојде на политичките фактори и носителите на политички функции во двете држави. Меѓутоа може да се дојде и може одредени настани, например, во периодот на Втората светска војна, кај нас се креира некаква слика дека целиот период на таа револуција и борба за независност е некаква борба помеѓу фашистичка Бугарија и македонците кои што учествуваат во партизанското движење. Значи се сведува на конфликт помеѓу бугари и македонци, што не е точно. Што не е точно, например, само да ви дадам еден пример. Една од најголемите единици, партизански единици, кои што учествува и во февруарскиот поход, и ова е утврден историски факт и стои дури во нашите учебници, меѓутоа можеби го нема потребното место, е баталјонот Христо Ботев, кој што е составен од бугарски војници кои што дезертирале и преминале во партизанските единици. Или, не знам, може да се сретнат слични примери кај што македонци служеле во бугарската армија, бидејќи Македонија како окупациона зона сепак била подложна на регрутација на војници, па од тој аспект не можеме да ги оквалификуваме сите македонци дека се бугари. Значи сепак може да се најдат некакви компромисни решенија, но мислам дека формирањето на ваква комисија ќе направи дополнителни проблеми затоа што врз база на интензитетот на работата на комисијата ќе се цени некаков напредок, а тој напредок ќе биде услов за поддршката на Бугарија во однос на евроатлантските интеграции. И може оваа комисија наместо да направи добро, може да оди во негативна насока и да придонесе да се закочи поддршката од Република Бугарија или да имаме дополнителни проблеми во иднина да ни отвори, затоа што нема хипотетички, нема да може да дојдат до одредени компромисни решенија за одредени настани и личности. Стојановски вели дека договорот може и треба да ги унапреди односите меѓу двете земји, но во неговото имплементирање државата треба да биде внимателна и да ги бара најдобрите решенија, кои што нема да ја стават во неповолна положба.
Една од забелишките на Стојановски околу овој договор беше што за разлика од Бугарија, во Македонија не се обединија власта и опозицијата и не дадоа заедничка поддршка. Иако, како што е познато, најголемиот дел од договорот е подготвен во времето кога на власт беше сегашната опозициона партија ВМРО-ДПМНЕ.